Добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да се избрифираме утринава. И веќе повторам, се обидов да го добијам и републичкиот јавен обвинител и скопскиот, да поразговараме на темите зошто обвинителството не реагира по вашите реакции или по јавните скандали, но тие не одговорија на телефонските повици, па се надеваме дека во текот на наредните денови ќе одговорат. Господја Ивановска, неколку случаи кај вас во антикорупцијска. Би сакала да почнам поред, ајде со првиот, набавката на вакцините од Кина. Во текот на вчерашниот ден видовме низа полемики во јавност, низа напади, но и оправдувања. Што точно ќе испитува антикорупцијската за набавката на кинеските вакцини? Добро утро првин за вас и за вашите гледачи. Ние на вчерашниот колегиум се договоривме пред да отвориме официјално предмет, најнапред да собереме доволно информации поврзани околу медиумските најави дека се случиле такви работи, значи да имаме доволно информации да видиме дали има доволно елементи за да отвориме предмет од наша надлежност. Јас претпоставувам дека ќе има, меѓутоа со оглед на тоа што се работи за комплексен предмет, би сакале да ги собереме најнапред сите документи и информации поврзани со овој случај. А следното што се случи со еден од останатите скандали, кој веќе неколку денови е актуелен во јавноста, е скандалот со родилката од Дебар, на која беа извадени 3 здрави органи по пораѓај во Струшката болница. Она што вчера беше тема е ставот на лекарската комора, дури подпредседателот на комората вчера во студиово кај колегата Чаловски се правдаше дека тие не можат да испитаат конкретен случај, туку дека за тоа се потребни друг вид истражители. Каков е вашиот став за ова? Зашто е надлежна лекарската комора? Што испитува воопшто лекарската комора ако нема надлежност да ги испита токму ваквите случаи? Па се најконкретен одговор треба да ви даде лекарската комора. Јас и претходно кажав дека во антикорупцијска не се расправало за овој предмет, не е ни отворен предметот, заради тоа што јавното обвинителство веднаш си отворило предмет за постапувањето на докторот, а лекарската комора треба, претпоставувам, да каже да утврди одговорноста на докторот, бидејќи таа ги издава лиценците. Меѓутоа јас изреагирав со мој личен став, и од вчерашниот разговор во комисијата гледам дека членовите се на истото мислење, дека треба да се утврди одговорност за целиот процес. На мене навистина не ми е јасно како може некој да влезе во болница, да биде се во ред и да излезе без 3 органи. Мислам, тоа како граѓанин си го поставувам прашањето како може тоа. Дотолку повеќе што според мене лиценцата што ја добива еден доктор значи дека тој е одговорен, дека тој е образован и дека тој е професионалец и дека професионално ќе си ја заврши својата работа. И таа на некој начин треба да гарантира и безбедноста на пациентите. Мислам, на овој начин навистина се губи довербата и во белите мантили. Не знам како поинаку да го објаснам случајот. Она што можеби ние ќе го детектираме како случај во антикорупцијска е позицијата на господинот Асани како директор на клиниката, бидејќи за него се утврдило дека има и ординација која што работи на диво. Значи тој не може да раководи, тоа е веќе конфликт на интерес кој може да гарантира дека тој не ги пренасочува своите пациенти во дивата ординација. Значи од тој аспект мислам дека треба да се доведе во прашање неговата одговорност. Само одговорноста од директорската функција, позиција? Па тоа е во наша надлежност. Бидејќи се низа скандали поврзани. Низа скандали се, точно дека. Меѓутоа, која е надлежноста сега на Државната комисија? Нели, ние сме за оние избрани, именувани лица, назначени лица, како што се директорите по клиниките. Тука е нашата надлежност. А за тоа постојат и лекарската комора, па Министерството има своји инспекцијски служби, јавното обвинителство. И ова е комплексен случај. Треба да се поврзат, да излезат на терен повеќе органи. Ние не можеме сега другата надлежност на другите органи да ја земаме во наш обсек. И уште нешто би сакала да ве прашам, а тоа е за лицата во лекарската комора. Вие и за председателката на комората пред неколку години утврдивте конфликт на интереси.
Исто случајот со Асани од Струшката болница, реагиравте, но досега никој не презема ништо во врска со вашите реакции. Како гледате на целата оваа работа? Зборуваме за сериозни здравствени скандали. Видете, кога се подготвува Законот за спречување на корупција и судирни интереси, значи се раководел од европските стандарди. Европските стандарди, меѓу другото, предпоставуваат и почитување на законските одредби. Значи, не знам што треба ние да направиме и како да објасниме на председателката на Лекарската комора дека таа е во судирни интереси, кога истовремено е и директорка. Мислам, таа беше кај нас на разговори, се објасни тоа и се испрати одлука. Нашите алатки се до тука, ние немаме повеќе што да кажеме во тој однос. Ме разбирате? И уште еден случај кој го отворивте вие, а веќе предходно исто така имавте отворено случај, тоа е за генералниот секретар на владата Драги Рашковски, овој пат за патентиран софтвер, а потоа излезе дека истиот тој софтвер е набавен од страна на владата преку една фирма отворена по неговото поставување. Сериозни наводи излегува во медиумите за овој случај и се отвори предмет конкретно да се утврди дали е навистина станува збор за патентирање на истиот софтвер, како била спроведена таа јавна набавка, како биле утврдени потребите, дотолку повеќе што софтверот е набавен, а не се користи. Каква била корелацијата и соработката помеѓу органите, помеѓу Генералниот секретаријат и помеѓу Министерството за внатрешни работи, ако се има во предвид дека Министерството кажува нас не е потребен тој софтвер, ние за наши потреби ги си купиме друг. Сега, со оглед на тоа што станува збор за пари на граѓаните, односно пари од буџетот на државата, мислам дека ова е многу сериозно прашање и од тие причини ние му дадовме приоритет и отворивме предмет за истражување. Го повикавте генералниот секретар на разговор? Не сме дошли уште во таа фаза, меѓутоа во постапувањето, во текот на нашето постапување ќе биде и тоа преземен. До каде се и што се случува со претходните ваши постапки за Рашковски? Рашковски беше поврзан околу набавката во Манав, меѓутоа тој не бил директно вклучен во набавката, нели отпосле бил назначен наводно од страна на владата за да го забрза процесот. Голем дел од работата, да не речам скоро целата е завршена, меѓутоа остануваат уште некои детали за на крај вака што треба да се довршат и ќе биде обелоденет и тој случај. И за крај, господи Ивановска, може би сите очи се вперени кон вас за тоа што вие некако и најмногу реагирате на она што ние како новинари го имаме од нашето искуство кога се во прашање институциите и лоцирањето одговорност, тоа е оној постојан круг на префрлување одговорност МВР ОЈО-суд, МВР ОЈО-суд, каде вие ја лоцирате одговорност институционална, ве прашувам сега. Кој од овие институции треба да се заземе сериозно за дел од овие скандали кои излегоа, особено овие во здравството, кои одат и на штета на човечките животи. Не зборуваме само за економски криминал, туку зборуваме и за загрозување на здравјето на луѓето. Еве во тие институции вие што ги споменавте и во МВР има одделенија за откривање на криминал, во јавното обвинителство тие имаат меѓусебна соработка, мислам дека треба институциите да си одговорат и да си кажат, да си дефинираат. Судска медицина има, мислам, има органи, само треба да се сработи. Така. Ви благодарам што бевте дел од овој утрински брифинг, ние ќе ги следиме состојбите, а секако ќе се обидеме да донесеме и обвинители во ова студио за да ни ги објаснат малку подлабоко нивните надлежности со оглед на тоа дека се исто е така една од институциите чиј изговор постојано е дека за одредени прашања тоа не е нивна надлежност. Ивановска, благодарам што бевте дел од денешниот. Благодарам и на вас, пријатно.